Се враќаме назад во студио 1 на 1 ТВ. Државната изборна комисија е речиси половина година распуштена, а сега веќе објавен конкурс за нови членови, чиј мандат ќе биде околу 6 месеци. Дали тие се подготвуваат за референдумот кој што евентуално би следел по решението за името, или пак се дел од реформите во изборниот модел? Мој гостин денеска во студио 1 Дарко Алексов од Граѓанската асоциација МОСТ. Дарко, добре дојде. Добро најдов. Критериумите пред се за новите членови во Државната изборна комисија овој пат се олеснети или да не речам базични, и нивниот мандат трае околу 6 месеци. Дали оваа одлука се носи на брзина или кадрите кои што би влегле во Државната изборна комисија би биле соодветни според вашата проценка за да го обелат образот на ДИК? Видете, очигледно дека дадовте делумно одговори со самото прашање. Овој состав на ДИК според членот кој што го регулира каков ќе биде новиот изглед на Државната изборна комисија, во самиот член е вметнато и дека мандатот на овие седумбина членови на Државната изборна комисија ќе биде со рок од 6 месеци. Само по себе слушнавме многу аргументи од страна на владата, во која што кажа дека ова се прави се со цел, нели, во понатамошниот период од 6 месеци, со оглед на тоа дека дури следната година имаме избори, да може да функционира институтот на замена на пратеници евентуална, значи издавање на оние гремани кои што се потребни за доколку некој замине од Собранието на Република Македонија да му биде издаден акредитив од страна на Државната изборна комисија за да може да стане пратеник. Така, бидејќи сега во ваков еден момент тоа не може да го прави стручната служба на Собранието на Државната изборна комисија. Токму пратеникот Петар Атанасов беше жртва на тоа. Сега, тоа е да речеме еден наратив кој што според нас можеше да се надмине со една да речеме корекција во изборниот законник во рамките на која што ќе можеше да се предвиди генералниот секретар на Државната изборна комисија да ја потпише таа одлука за да може да дојде следен како се вика пратеник од листата да може да влезе. Сега, тоа се заврши. Очигледно дека политичките партии го направиле тој договор. Тоа што е многу важно е што ќе следи после тие 6 месеци. Односно, дали ќе успееме овој договор кој што е иставен во изборниот законник и да се испочитува до крај или тоа ќе продолжи понатака. Со оглед на фактот дека една од заложбите на новата влада е концепт на Државна изборна комисија во која што нема да има партиско влијание, нема да има членови на политички партии, нема да има изглед, односно форма во која што политичките партии ќе носат одлуки, само по себе ни дава за право да почекаме, тоа не е многу далеку, а и во рамките на 369 планот, и сега во рамките на планов 18, можеме да видиме дека изборните реформи се во тек и МОСТ е дел од истите и искрено очекуваме решение во кое што Државната изборна комисија ќе стане техничко-административно тело во рамките на кое што политичките партии би имале евентуално улога на наблюдувачи за да, доколку не се задоволни од некој од решенијата или од начинот на спроведување на некој сегмент од изборниот процес, да можат истото да го обжалат до соодветна инстанца, во случајов управниот суд или некој повисок суд. Меѓутоа изводливо ли е во Македонија тоа? Видете, се зависи од тоа. Имавме веќе еден надпартиски состав на... Па не беше тој надпартиски, тој беше составен од политички партии со тројца експерти. Тројца независни експерти. Повторно ќе пробам да направам дистинкција за да ја објаснам на јавноста. Значи, ние не говориме сега Државната изборна комисија да биде тело кое што ќе носи одлуки, кое што ќе се бави со политика, условно кажано, затоа што и дел од работите кои што ги правеше Државната изборна комисија реално заради присуството на членови на политичките партии де факто
беа сите членови на политичките партии кои што звучни седеа, имиња кои што освен оние тројца експерти кои што се со Пржинскиот договор и измените од тогаш, влегоа таму. Поентата е дека кога таквата консталација на Државна изборна комисија ќе ја нема и кога Државната изборна комисија ќе има мандат само да ги спроведува технички и административно процесите поврзани со изборите, во таков еден случај незадоволството треба да се префрли надвор од Државната изборна комисија, кога ќе кажам евентуалното незадоволство по одредени одлуки или по одредени квалитет на спроведување на процесот, и за тоа да одлучува тела кои што се надвор од Државната изборна комисија. Меѓутоа овој нов состав ќе биде според Пржинскиот модел? Не. Овој нов состав е според модел пред Пржинскиот договор. Пред Пржинскиот модел. Так. Во кој што четворица ќе бидат од власта, тројца од опозицијата, меѓутоа нели претседателот на ДИК е од опозицијата предложен. Дали ваквиот состав на Државната изборна комисија е доволен за да ги расчисти сите аномалии со изборниот список, предизбирачкиот список и односно изборниот модел? Значи, клучно... Бидејќи ДИК не ужива баш добра репутација. Значи, вака, И повторно ќе се бираат партиски кадри. Во рок од 6 месеци е многу тешко да збориме за било каков суштински исчекор по било кој од точките за кои што сега разговараме, па вклучително избирачкиот список. Во 2017 година ние имавме едни избори во кои што се спроведоа според избирачкиот список и беа позитивно според тој избирачки список. И истите беа позитивно од сите оценети. Значи, што сакам да кажам сега? Веќе се најавува и јавно, значи тоа го кажа и министерот за информатичко општество и администрација, дека ова министерство работи на граѓански регистар. Со тоа што таквиот граѓански регистар, дополнет со информации од Министерството за внатрешни работи, ќе биде основата од каде што ќе се влечат податоците кои што ќе влагаат во избирачкиот список. Што значи дека тој сервис кој што сега го прави Министерството за внатрешни работи кон Државната изборна комисија ќе преде во раците и ќе се влече од овој цивилен регистар. Избирачкиот список е процес кој што пред се треба општа политичка волја и консензус да се надмине. Во овој момент во Република Македонија имаме процес кој што се води пред судовите од страна на специјалното јавно обвинителство, а голем дел од тој процес е поврзан и со работи кои што се правеле во склопот на податоците и нивното ажурирање и раководењето со податоците во рамките на тој избирачки список. Затоа, во оваа фаза, јас не би коментирал многу по овие прашања, само ќе кажам дека во 2017 спроведовме едни избори, по тој избирачки список. Граѓанската асоциација МОСТ беше едно од ретките која што реагираше дека пак се вративме на истиот квалитет на избирачкиот список, меѓутоа тие избори се случија, поминаа и беа оценети позитивно. И од ОПСЕ, од сите релевантни фактори кога се таквите оценки во прашање. Така да во овие 6 месеци чинам дека има уште 2 до 3 недели до изборот на новите членови, што значи нема да бидат ни 6 месеци, туку нема да бидат ни до декември нема да бидат ни полни 6 месеци, туку ќе бидат помалку. Многу тешко може да се случи било какво чудо кое што се однесува на подобрување суштинско на одредени процеси во рамките на функционирањето и работењето на Државната изборна комисија. Само ќе кажам една многу важна работа. А тоа е дека стручната служба, односно секретаријатот на Државната изборна комисија функционираше без престан и сите законски работи кои што се значи должност на Државната изборна комисија во неизборен период, а тоа е ажурирање на избирачкиот список и така натаму, значи си се тековно и оперативно извршени. Господин Алексов, како МОСТ сте инволвирани подолго време за кога се подготвуваат изборите, додека се одвиваат изборите и потоа нели резултатите од изборите. Ако ја прашам дали Македонија има доволно, ваша експертиза, дали Македонија има доволно кадри кои што не мора да произлезат од политичките партии,
А да застанат на чело на ДИК, ги имаме ли? Бидејќи тројцата експерти кои што беа донесени во Државната изборна комисија, исто така кога се носеа одлуки во полза на една или друга, слободно можам да кажам, политичка партија, знаеа да потврлат. Значи, ако кажам дека нема, со тоа ќе ги подценам сите оние кои што се надеваат дека во оваа држава може и некој непартиски, надпартиски кадар да придонесе за подобрување на системот и на процесите во Република Македонија. Значи, има. Тоа што е најважно е колкава е демократската зрелост на политичките партии да ги тргнат рацете од одредени процеси. И колкава е политичката и демократската зрелост на партиите да се договорат и таквите луѓе да ги аминуваат, условно кажано, со огромно мнозинство и со консенсус. Кога тоа ќе се случи, многу потешко после тоа кредибилитетот на процесите кои што ќе бидат раководени од таквите луѓе може да се предизвикуваат. Од тој аспект, повторно ќе кажам, да, Македонија има луѓе кои што може да придонесат процесите да бидат подобрени и системот да почне да се гради. Меѓутоа, прашање е на политичка волја и демократски капацитет и зрелост, дали партиите се спремни таквите луѓе да ги прифатат и истите да работат на темата. Правиме кратка пауза и се враќаме со останатиот дел од разговорот. Една минута на Еден ТВ. Контактна емисија во која ги слушаме вашите мислења и коментари. Секој работен ден од 19 часот и 15 минути. Една минута на Еден ТВ. Анализи, факти, спин и контраспин, демагогија, аргументи, дебата, полемика. Вечерва од 20 часот и 30 минути на Еден ТВ. Уреднички брифинг со Ацо Кабранов. Јас сум Наташа Мешковска. Јас сум Бранислав Калевовски. Ова е спортското шоу Русија 2018. Следете не секој вторник и петок. Имаме одлични награди во секоја емисија со помош на нашите пријатели Винарија Тиквеш, Мобилара Мобилекс, Оптика Цајс и Вода Врци. Се гледам. Се враќаме назад во студиото. Мој гостин е Дарко Алексов од Граѓанската асоциација МОСТ. Разговараме за реформите во изборните модели, изборниот законник и сите прашања засегнати околу форматот на Државната изборна комисија. Застанавме кај изборните единици. Политичките партии, секоја со своја идеја. Например, власта или партијата СДСМ во моментов се залага за, барем декларативно, се залага за отворена листа, односно една изборна единица. Партијата ДУИ предлага регионални 3 единици. ВМРО ДПМН, како да не се знае ставот дали се за една изборна единица или би останале на 6, бидејќи чекаат некаков консензус со останатите партии. Која е разликата помеѓу сите овие модели кои што ги предлагаат? Прво треба да го подведеме сето под една основна карактеристика, тоа е отворени листи. И тоа е првиот важен исчекор за Република Македонија и отворените листи се нешто што Граѓанската асоциација МОСТ го заговара и го промовира од 2009 година. Значи, еве веќе 9 години активно лобираме и застапуваме и кај политичките партии и го информираме општеството токму дека отворените листи се еден чекор повисоко, еден чекор кон повисок степен на демократичност и на поквалитетна парламентарна демократија во Република Македонија. Сега, ако тргнеме од презумцијата дека играме со отворени листи, во тој случај
има неколку специфики. Ќе кажеме и неколку регионални искуства. Например, Хрватска на последните парламентарни избори реши да го смени изборниот систем и од затворени листи во 13 изборни единици отидоа кон отворени листи повторно во 13 изборни единици. Во Косово, од самиот почеток, функционираат отворени листи каде што државата е една изборна единица. Сега, што значи тоа? Еве, од нашето најблиско обкружување земам држави. Бугарија исто така има отворени листи. Што значи тоа? Во Република Македонија магнитудата на изборната единица или големината на изборната единица, ако е една и ако се отворени листи, прави една опасност, а тоа е да нема правилна географска представеност на граѓаните во собранието на Република Македонија. Тоа значи дека од поголемите места би имало повеќе представници, а одредени помали градови би немале воопшто свој представници. Помали градови кои што се рурални, односно места кои што се рурални и така натаму, да така натаму. За село. И тоа е во овој момент жежок костен кој што е во рацете и на косовските власти. Значи и Косово има проблем со правилна и адекватна регионална представеност во рамките на Косовскиот парламент. Тоа што најверојатно ќе биде како опасност за нашиот парламент, односно за нашата парламентарна демократија, е дека поголемите градови, како на пример Скопје, Куманово, Тетово и Битола, ќе доминираат во македонскиот парламент, додека местата како што се, условно кажано, источниот дел од Македонија, па дури и југо источниот дел од Македонија, ќе имаат сериозен предизвик луѓето кои што живеат, односно кандидатите од тие краишта, да добијат доволен број на преференцијални, односно индивидуални гласови на таа отворена листа, за да можат да се најдат во рамките на оној број на пратеници кои што нивната листа партиска или независна ќе ги добие. Или да симплифицирам за граѓаните да можат да разберат поедноставно, во едно мало градче во Источна Македонија, кандидат да добие 3000 гласови е огромен успех на локални избори, кога имаме само 2 кандидати. Додека во Скопје, еден човек, односно кандидат, да добие 3000 гласови, со полесен пристап до медиуми, со подобра инфраструктура, со добар пиар и со не многу скапа кампања, ќе биде прашање на колку илјади гласови ќе добие, а не дали ќе ги добие. Додека во таквите региони во Република Македонија, луѓето ќе треба многу да се измачат и повторно да остане ризикот дека е можно да не успеат да влезат во онаа бројка на пратеници која што листата ќе ги освои, како цела листа. Кај отворените листи прво се бројат вкупниот број на гласови дадени за партијата, па се поставува бројката која што таа партија добила, а потоа се бројат индивидуалните преференцијални гласови на секој од кандидатите и се прави нова ранг листа. Па според таа ранг листа се гледа новиот распоред од 1 до 20, ако се 6 изборни единици, од 1 до 40, ако се 3 изборни единици, или од 1 до 120, ако е една изборна единица. Регионалната со 3 изборни единици, ако добро ја разбирам предлогот на ДУИ, е исто како 6 изборни единици, само поделени сега само во 3 региони. Значи, тоа е регионална, пазете, секогаш кога има изборни единици, па дури кога се 120, што чинам дека беше став на ВМРО ДПМН, ако и се уште не е, каде што ни бара и мнозински, значи да се оди на тоа на тој модел, ако добро ги гледаме, тоа се сите регионални. Значи, тука нема посебно регионални со 3 изборни единици, туку се 3 изборни единици. Сега, што е целата приказка? Дали ќе правиме систем кој што ќе одговори на потребите на граѓаните, кој што предпазливо ќе го внесеме во изборниот процес, значи како измена, и ќе се трудиме на граѓаните да не им правиме многу стресови и шокови за да можат да
одат кон нели да одиме кон поголем степен на демократичност и парламентарна демократија во Република Македонија, или ќе направиме еден шок на системот, па ќе гледаме кои се последиците од тоа, а ја дел од нив веќе ги кажав, тоа на крајот ќе го решат политичарите. Наша задача е да ги посочиме сите овие евентуални аномалии кои што можат да произлезат доколку одиме со една изборна единица. Зошто се 3 изборни единици, јас не можам да коментирам. Значи, некој може би ќе предложи и 12. Меѓутоа, според Граѓанската асоциација МОСТ, од 2009 година нашиот став е конзистентен. А тоа е дека треба да одиме кон отварање на листите со моменталниот број на изборни единици. Прво да се воведе една преференца, значи да може да се гласа за партијата и за еден кандидат од листата. После еден или два изборни циклуси да воведеме 3 преференци, односно да може да се гласа за тројца од листата, за да потоа ги мериме овие работи и гледам и ги согледаме проблемите евентуални, па да разговараме за поголем некоја поголема промена која што би се однесувала евентуално на одење кон една изборна единица. Тука што е и дополнителен предизвик е партиската синергија. Затоа што ако партијата има на 6 места по 20 кандидати, многу полесно ќе ги седне и ќе ги договори. Затоа што на вас како евентуален кандидат од Скопје, да земеме пример за граѓаните да разберат, со добра семејна инфраструктура во Гевгелија, вие можете како партиски кандидат да запалите колата и со вашите роднини во Гевгелија да симнете многу преференцијални гласови од кандидатот на вашата партија во Гевгелија. И 120 пратеника многу тешко ќе се договорат кој каде ќе води кампања и како ќе води таа кампања. Тоа може да ја наруши и внатре партиската синергија. Ова им го кажувам како порака на политичките партии, дека едната изборна единица со отворени листи е предизвик сам по себе. Зошто го прават тоа? Може би и за тоа треба да се запрашаме. Зошто сакаат една изборна единица? Дали тоа што Дуи декларативно не кажал дека е за една изборна единица, се плаши дека може би ако се воспостави една таква, зборувам за Дуи бидејќи е дел од коалиционото парламентарно мнозинство, се плаши дека би можел да изгуби гласови внатре во парламентот како партија, или пак би дошле албанските гласови би останали исти, но би дошле други партии на место Дуи, па би ја немала истата тежина во собранието. Тоа што можам да го кажаме дека во изминативе години Дуи никогаш не била против отворени листи. Кој е алгоритамот за тоа дали да е една, дали да се 3 изборни единици или 6 во случајот на Дуи, јас не можам да зборам. Само ќе кажам една работа, дека Граѓанската асоциација МОСТ за овие предлози и незините ставови ги гради исклучиво во рамките на интересите на граѓаните, интересите на системот и градењето на системот во Република Македонија. И ние сметаме дека за градење на добар систем изборен и на добар и квалитетен парламентарен систем понатака, во оваа фаза за Република Македонија, од причините што ги кажав, е најдобро да имаме 6 изборни единици со отворени листи. Сега, дали партиите кон ова приоѓаат гледајќи низ интерес партиски, дали партиите приоѓаат гледајќи низ други интереси, јас не можам да кажам. Меѓутоа, морам да потенцирам дека и партиите самите мора да го сменат односот кон овие прашања и да работат во интерес на градење на систем, а не во партиски интерес. Демократски и транспарентен систем. За крај би ве прашал, настрана од оваа ваша експертиза како наблюдувач преку Граѓанската асоциација МОСТ, би ве прашал како аналитичар кој што бил наблюдувач не само во Македонија, туку и во многу други држави од светот. Актуелно е прашањето за спорот со името, кое што се очекува или пак не се очекува, размислувањата се различни. Ако евентуално се постигне договор кој што потоа би требало да доаѓа на референдум. Дали таквиот референдум сме подготвени да го направиме без дамка, истиот да заврши преку Државната изборна комисија без никој да има потоа причина да каже дека не бил
успешен, бидејќи знаеме какво е поделено мислењето меѓу двете партии? Ова е најверојатно прашање, сега ако ме прашувате... И ако може да се надоврзам, дали Македонија Плюс е подготвена за предвремени парламентарни избори? Дали има терен за предвремени парламентарни избори? Видете, во изминативе години имавме огромен број на предвремени избори. Ајде да почнем од последното. И сите се случија на база на гласање во собранието. Значи, мојот одговор денеска, каков и да е, ако тоа се случи во собранието, ние ќе имаме предвремени парламентарни избори. Меѓутоа, што е важно да се каже? Ако имаме референдум, значи, од суштинско значење за тој референдум ќе биде Државната изборна комисија што побрзо, макар и во овој состав, кога и да се случи, а штом вака ме прашувате, предпоставувам дека ме прашувате дека би се случило оваа година тој референдум, Државната изборна комисија мора најбрзо што може да биде формирана, за да може да почне со суштински подготовки поврзани со тој референдум. Ако ме прашувате дали има услови да се спроведе референдум, јас не гледам причина да не се спроведе референдум, доколку тоа се случи со гласање во собранието, затоа што за да има референдум, треба да се помине една друга процедура. Меѓутоа Македонија нема попис. Пописот како може ли да се врзат двете работи? Не. Значи пописот е сосема поинаква операција. Исходот на референдумот со попис? Не. Значи исходот на референдумот се врзува со следното правило, а тоа е да искочат на гласање 50% плюс 1 гласач од вкупно запишаните гласачи во избирачкиот список и од тие 50% плюс 1 гласач, значи тоа значи дека е успешен референдумот првото, кога ќе има одзив, а потоа за или против референдумското прашање е со тоа која опција има повеќе гласови. Да бе, прашав за референдумот и пописот, бидејќи треба да се знае пак вкупната бројка на луѓето кои што гласале за да се изведе тој процент. Вкупната бројка се гледа само од избирачкиот список. Знаете зошто? Затоа што со референдумот се бројат и малолетните луѓе во Република Македонија. Се бројат децата. Се брои се. До друга страна, во избирачкиот список се и оние луѓе кои што се надвор од државата. А со пописот се уште не е јасно дали ќе бидат опфатени како бројка или не. Значи, тие две операции, креирањето и ажурирањето на избирачкиот список и самата природа на тој документ со резултатите од пописот не можат да се компарираат. И пописот има една сосема друга употреба, а таа употреба е во рамките на системот, за економски цели, за ред други работи кои што се поврзани со функционирањето на системот. Додека избирачкиот список, и според закони секако, е сосема друга методологија на креирање на тој документ. Ме разбирате? Така да, ако имаме избирачки список, а тој го имаме, и истиот беше употребуван во 2017, лично не ги слушнав партиите многу да го опонираат и да се караат. Не го опонираат. Тоа значи дека избирачкиот список како таков му предстои работа, меѓутоа му предстои, видете, никогаш ние не сме рекле дека е добар. Му предстои многу работа. И многу избирачкиот список како документ е производ на меѓусекторски операции и на соработка на многу институции во системот. Имаме проблем со уличната кодификација во Република Македонија, кој што со реформи во катастарот се надминува. Имаме проблеми со начинот на кој што се менуваат имињата на улиците. Ете, еден од тие моменти. Вториот момент е процесуирањето на барањата за промени на живеалишта од страна на Министерството за внатрешни работи. Значи, ете, Министерството за внатрешни работи е вклучено во тоа. Потоа имате служба за водење на матична евиденција. Сега ни се појавува и граѓанскиот регистар. Значи, сега веќе збориме, и од секогаш било така, многу институции во системот и истите додека не се искалибрираат и не почнат да говорат на заеднички јазик, ќе биде многу тешко да го утврдиме квалитетот на избирачкиот список. Ме разбирате? Затоа, ако е вака како што е, не гледам причина референдум да се спроведе од проста една друга причина, а тоа е дека
нема да има 4000 кандидати распоредени на не знам колку листи. Значи, сега веќе разговараме за една многу поедноставна операција на спроведување на процес на гласање. Отколку што се тоа, да речеме, локалните избори, кои што се на 80 изборни единици, со X листи во секоја од тие општини, не разбирате? Или пак на 6 изборни единици да организираме парламентарни избори. Ние како организација остануваме посветени на мониторингот на работата на Државната изборна комисија, како највисоко тело за спроведување на изборниот процес, и се што евентуално нема да биде добро, ќе информираме јавност. Господин Алексов, ви благодарам што одвоивте време за гостување во Студио 1. Се надевам ова не е вашето последно. Како што е практика на Студио 1, ова е за ваше сеќавање последното дело на Санта Аргирова, политички трилер, времето на Перонов, и во некоја наредна прилика повторно сте гостин овде. Ми беше задоволство и благодарам на подарокот. А ние, почитувани гледачи, по кратката пауза се враќаме со останатите предвидени содржини за денеска.